Од оваа година половина од парите предвидени за инвестиции во земјоделството преку ИПАР 3 програмата, земјоделците ќе ги добиваат однапред, а не како досега целата сума да им биде враќана откако тие претходно сами ќе ја инвестираат. Она што како новина меѓу многуте новини во ИПАР 3, а што пројавува интерес и се поздравува од страна на корисниците, е новата можност за 50% авансна исплата на износот, односно веднаш по склучувањето на договорот од страна на платежната агенција кон корисниците. Тоа досега не беше возможно, сега со ИПАР 3 и оваа новина ќе биде дополнителен поттик и олеснување за многу нови корисници. Ова е големо олеснување за земјоделците и можност за поголема искористеност на средствата од ИПАР програмата. Со искористувањето на средствата од ИПАР програмата се модернизира земјоделската механизација, се воведуваат нови технологии во земјоделското производство и се зголемува бројот на домашните преработувачки капацитети, како и микробизнисите кои оперираат во руралните средини. Годинава средствата од ЕУ наменети за инвестиции во земјоделството се 97 милиони евра и се за 62% повеќе од ИПАР 2 програмата. Овие средствата, како што покажавме и досега, ќе ги насочиме кон примерно земјоделско производство, преработка на земјоделски производи, развој на различни деловни активности поврзани со овој сектор во руралните средини, како инвестиции за производство на прехрамбени производи, како инвестиции за текстил, преработка на дрво, дестилати, изработка на хотели, градинки, домови за стари лица и така натаму. Се со цел и руралните средини во државата да се развиваат на ниво на кое што се развиваат и урбаните средини. Со ИПАР 2 програмата за Македонија беа предвидени 60 милиони евра. Искористеноста на истите е 98%, а склучени се 2369 договори со земјоделци и земјоделски стопанства.